Може? Ајде. Добро вечер, драги гледаоци. У Кавадарци има многу муа. Што би рекол еден наш сограѓанин. Кожар, да, така е. Стар Кожар. Почнаваме на српски, ама нема да одиме на српски, затоа што нашиот гостин е од Србија. Особено ни е драго што прифана поканата без да праша, само кога му рекуваме сакаш ли да ни видиш гостин, речи за вас ако треба и до Марс ќе одиме. Ќе одиме, не е проблем, секако ќе заминиме, али еден гостин што особено му е драг на спортската публика у Кавадарци, што човекот што за тоа време што успеа да се прилагоди у Кавадарци, сите му си на капа и буквално стана еден од нас и можеме да кажеме дека е кавадарчанец, не е србин. Ќе го кажуваме или имаш и ти нешто да кажеш Цимо за него? Не, нема што да кажам, тоа убаво си кажа ти, човекот е шеста година тука у Кавадарци, Кавадарци си го е сапе како втор град и мислам дека и од нас од кавадарчани му е возвратено толку што он си го сака Кавадарци, нема што да лафам, Страхиња Симич. Капетанот на ГРК Тиквеш. Ел капетано, добре дошол и здрав живо. Bolje me najdi, благодарам на покана. Ето, тука се собраме малце. Ето. Се видиме и така. Mi smo i biti ćemo fini. Убаво каже човек, марзај, ше сега се. Ама не ми го знае бројот. Му звонам, имам позив од вас. Капетане бе! Човекот е... Вика, тоа е тај глас. Тия гласот е единствен. Да. Yes. Не дај Боже да го слушнеш. Капетане, како си? Добро сум. Привршуваме полека сезона. Се оди како што треба. Уште 2 кола ни се останати. И така. Уживаме малце сега у Тренирате ли овие само период. чекате утакмиците? Па, право да ти кажем, тренираме, али со оглед на каква е ситуација моментално кај нас, реално и чекаме малце да се заврши. Оти како иде, како се доближува крајот, се потешко и потешко се наоѓа и мотивација и се, али генерално уживаме, не можам да се пожалам, ја особено уживам. Не знаеш како викаме у Кавадарци? Како оде дебелее. Да. Така е некој кај нас, орато. Те разбирам Да, убаво. Уште Вардар и Охрид ли остана? Да, уште 2 коли до крај и тоа е тоа. На течност сме ударени, значи. Вардар и Охрид. Да, нагости двете. На реки и на езера. За жал завршиме со домашната публика, со оти јасно. последното коло требаше да се игра кај нас со Охрид, меѓутоа заради утакмица што Охрид го игра финале на Европскиот куп, излеговме у пресврт да одиме тамо, супер, ако. да изиграме утакмица и тоа е тоа. Ние сме. По-стари 4 речи, ако барци прошет. Ќе го видите Охрид. Го имаме видено оваа сезона. Си изгледате. Да, уште еднаш толку, ајде. Добре. Как си ти задоволен, кажи ми од... Ајде почнеме од 2 сезона, а после си лафиме и општо. Па добро, генерално кај нас е малце у последните 2 сезони така, малце турбулентно да кажам, у смисло со оглед на се. И на играчкиот кадар и едно друго трето се стабилизиравме на таа можеби до сега критична позиција тренер, каде што ни дојде еден човек кој е со свое искуство, знање и пред се човек, Кристијан Грчевски, кој е селекторот на женска ракометна репрезентација. Поздрав и до Кики. Поздрав до Кики. Голем. И на тоа место ние добивме некоја сигурноста и некоја личност која знае како да ги намести одредени работи. Стабилност. Да, како натре, така и надвор од тренинг и од сала. За оваа година целта ни беше да влеземе у плей-оф. Во јануари ни се случија одредени промени заради одредени финансиски потешкоќи, едноставно мораше така да се направи и тоа е тоа. Сметам дека сме тука кај треба да бидиме и тоа е тоа. Кажи ми само убаво кажа, ти спомна една убава работа како на терен, така и на тој што не бил спортист, што не се бавил со спорт, не знае дека всушност утакмиците повеќе се добиват усоблекувална и
отколку на терен. На теренот е веќе, кога ќе стапнеш на теренот ти е, како да кажам, pace-paced. Додека, убаво кажати, ако некој не направи една здрава работна атмосфера, спортска атмосфера, џабе ќе изгледаме на терен. Па така е, утакмици не се добиват у сабота или недела, се добиват у вторник, среда. Кога се направи сето таа припрема како играчка, така и не знам, другарска атмосфера да се направат и да се наместат работи, да едноставно сме спремни да кога дојде таа сабота, ние имаме сите информации у глава, знаеме што треба да правиме, кај треба да напаѓаме, што треба да браниме и по тие насоки се движиме. Сега, што повеќе работи можеме да ги испочитуваме, резултатот е подобар. Се подобар и подобар, да. Како стигна Страхин у Кавадарци? Па, тоа е малце интересна ваква. За малце замислите, че сме го немале у Кавадарци. Јас после таа 2020 година бев у Шпанија, се вратив у Шпанија, таму беме затворени у карантин 3 месеци и едноставно не сакав да се враќам заради тоа што за влезот у Шпанија тогаш беше обавезна вакцинација. Ја не се вакцинирав у тија момент и едноставно не сакав да се вакцинирам и Шпанија ја претртав у стартот, тоа е тоа. Не беше опција. Во текот на јули месец ми се јави еден клуб од Норвешка и јас го потпишав договор со екипата од Норвешка, меѓутоа таа екипа беше од втора дивизија. И таму малце работи одат поинако. За да добиеш работна виза, треба не добиваш преку Ракомет, оти не е професионална лига, не се води како професионална, туку добиваш кроз некое работно место. Сите тие шефови, председатели ги имат своите фирми или фирми со кои се работуваат. Таму си одиш на работа некои 2-3 сата на Сабајле, поручек си на тренинги, генерално така функционираат у Скандинавија. Шведска, Финска, Норвешка. И се беше спремно, се беше договорено, јас требаше, мислам дека на 4 август да летам за Норвешка, имав купени карти, потпишан договор од страна на клубот и едноставно Ракометна федерација на Норвешка се затвори на 25 јуни, се отвори на 3 август. Умеѓувреме се сменија закон за, дали поради корона сигурно, поради мигранти вамо, намо, не знаем ни ја шо, сменија закон дека само за да добиеш работна виза мораш да бидиш за таа струка за која шо си. И само кога ги внесоа моите податоци тамо бум, тит на X и толку е. И менаџерот ми вика, ќе пробаме се, али да знаеш, тешко, оти они не сакат да знам, фаќат кривини у закон, тоа е кај нив. Скандинавска работа, да. И ми стига во кав мејл, се извинуваат луѓе, се надеваат дека ќе се видиме некако у будуќноста и тоа е тоа. Мене на некој начин ми олесна, оти тоа беше Фоснава град, некаде на средина на Норвешка, кога го видов. А јас сум малце потопол тип, така повеќе ги сакам овие работи. И се што влече, ете, тука крајот на Македонија и кога ми стигна повик од менаџерот за Тиквеш и за Македонија, ја не се ни мисле право да ти кажам. И требаше да сачекам уште ден или два договора да ми го пуштат, си викам, јас идам. Можат ли да ме причекат на граница? Можат. Толку и толку, ја тргам. И дојде без договор. На збор. Blind date. После 7 дена го подпишав договор и сметам дека после тоа се е историја. Како ни у Кавадарци викаме, нели, сака да биде работа. Точно. Значи, ја само сакам да му се заблагодарам на тие никакви закони у Норвешка, што ни овозможија да си го имаме Страхиње кај нас. Дури уж построго, ако може да го... Да, робате. И мене ми олесна, и мене искрено, у тие моменти ја немав нити една понуда. И кога ми излезија таа понуда за Норвешка, едноставно морав да ја прифатам, али не ми се одеше толку. И работи кои се случеа во меѓувреме беа неверојатни. Јас си одам, например, у шопинг центар, ти може би имаш шетано Крагуевац, па го знаеш. Не сум бил ниједнаш до сега. И одам и купувам зимски јалишта. Да, се спремаме, да. Пари има на картичка. 3 пати одбива картичка. Значи, таа вечер треба да тргнем, утре Сабајле имам летот, одам на каса, не знам, сметка онако поголемо, ти земав сите зимски јалишта, со да правам. Се што постоја. Да.
kartica 2 ili 3 pati titna da, kao da nema pari. Svikam, aj će si odam do doma na bankomat, poslije da izvadam pari, će se vratam pre da trgnem za Belgrad. I ti stiga mail. I mi stiga povik od menadžera, tvika, kako si, dobro sam, što praviš, evo se spremam da trgam za Belgrad, može bi, nema da trgaš. Svi te kaj mene razočarani, mojte suprugata, ja srećan, svikam to. Dobro je. I ide za Makedoniju, svikam teraj. I aj kaže nema Će bilo интересно да ги купела лишта, разбираш, и Ще има тезга. Ще има тезга да отварам. Арно изпадна Ајде. Ајде фани, кај нас малце ладно. Не, више не, Кавадарци си е... Кавадарци е со 320 дена годишно од сонце. Сега нешто се заебава иначе. И кажи ми, кога знаеше дека Кавадарци остануиш? Шо те натера да речеш, тука е. Па еве еден мој соиграч, може би ќе му текне сега на моабетот. Јас буквално после непол месец седевме кај нас, ја живеав тога у куќа со уште двајца играчи од Србија. Тој ки стевете горе. Да. И еден мој соиграч, Орданчо Лазов, кој го поздравам. Орцто. Поздрав до Орцто. Седиме вака еден до друг и так ме прашува едно друго и ја му кажав, јас сакам да си останам тука. Он вака ме гледа. Да, јас сакам да си останам тука. Од тија момент јас знаев дека минимум 2 години сакам да бидам тука. Ние тогаш игравме и плей-аут. Ја бев спремен и да испаднеме у прва лига. Тогаш плей-аут сериозно беше тежок. Бев спремен да останем уште една година. Затоа што мене ми беше преко глава селидби, преместување, навикнување, натаки, наваки, не. Сака да си останам тука и тоа е тоа. И мали деца, фамилијата, тоа нема полошо. Тоа после тоа дојде и тоа уште ги чини овие работи потешки. Али после јас првата година знаев дека сакам да останем минимум една година. После натаму секој наш договор малте не беше од зборот, првен зборот, после папирот и за мене збор и збор. Така да. Не си, валјда е поднебјето, таа убава клима што спомнати, валјда се луѓето, не си единствениот, например, интернационалец, спортиста, зборам и фудбалери, кошаркари, особено со кошаркарите сме се дружеле, кои што го засакал Кавадарци многу брзо. Стварно, не е тоа дека ние се фалиме, ама Кавадарци е стварно познато, препознатливо по тие еден топол, по тие еден топол народ, топол дочек. Не знаеме ни, не знам сега ја ева од мене тргам. Ја кажа, кога ќе видам некој човек дека особено вака, кога ќе ми се допадне и мене од прва, ја го пречекувам со двете раци, не само ја, општо. И затоа реков фала многу на Норвешка, затоа што па и ни добиме еден прв пред се одличен ракометар и најмногу пред се човек. И капитен. Значи некој да стане капитен на кавдаречки клуб од страна, треба да го заслужи тоа. Некој од тоа, друг да. град, па и од друга држава да дојде и да стане капитен, затоа што сега не знам кој како го сваќа зборот капитен, али капитенот е уствари тие што е лидерот на екипата. Да, јасно, И човекот што држи таа екипа заедно и у добро и у лошо. За мене тија момент кога јас станав капитен исто еден од како кажам, многу горце чувствувам у тија момент заради тоа што пред да јас станам капитен се имат прашувано и останати играчи, особено домашни. И коментарите на тија домашни играчи у тија момент беше он е веќе наш, се слагаме. Тоа беше после у текот на втора сезона. Он е веќе наш. А сметам, што ти викаш, љубовта дефинитивно е обострана. Ти не може да се држи. Да, јасно. Мене тоа што го спомна на почеток, тоа зборување на јазикот, едно, друго, трето, пето, за мене е то почет. Јас сега да отидам у Германија, ќе зборам ли српски? Ќе ме разберат ли? Ќе зборувам. Или у Шпанија. Јас тоа го научив у Шпанија. Нас ни беше забрането, ако беме 4 балканци, у соблекувано да се зборува српски јазик.
Забрането. Шпански избори. Така и треба. Надвор, така и треба да биде. И онда, сега идам тука, шо реално јас сум го направил. Сум го сменил 2-3 збора, Да. сум се трудил малце да пофатам тие Си сакал да се потрудиш, многу битно. Тоа е почит, Да, според тоа мене, почит тија спрема градот, спрема државата, спрема луѓето. И тогаш ти кога даваш почитот ти се враќа. Да. Не барам да некој ме сака или да не ме сака, тоа е веќе на луѓе. Али знаем дека имам почит во овие град, заради тоа што знаем дека сум го и дадил. знаеш. И тогаш љубовта е обострана. Еве ние како луѓе кои што се пред се навивачи, ама и од друга страна колку толку јавни личности кои што се дружиме, да знаеш дека имаш огромната почит. Знам дека ти тоа го чувствуваш, ама пак е по-друго кога ќе ти го кажа. Точно. Чувството си е чувство, ама кога ќе го чуиш, што викаш тоа е пута 3. Да. Како викат, и ние се што знаеме, сакаме да ни се каже понекогаш. Да. Јас слушнав една многу интересна работа. Знам дека черкичката ти е тука родена, Да, двете. во Кавадарци. Не, двете се у Битола. Битола се родени. У Битола. Да. Добро, битно. Али тука се пораснати, Тука се пораснати. Тука се пораснати. И знам дека си можел за девојчето да се породе невестата настрана, ама си сакал да биде македонско девојче. Да, и тоа е сметам дека тоа ни е најдобар потек што го имаме направено супругата и јас. Браво, брато. На првен беше да мојата супругата се пораѓа во Србија. Меѓутоа во еден момент само едноставно дојдиме до тоа, ајде да бидиме од стартот заедно, да биде Македонија. И таа символика македонско девојче, едно друго трето. Знаеш кога ти на прво ти заигра срцето и знаеш дека го сакаш тоа. Да си го памтам по нешто што и за мене беше, ја со тие момент бев 3-та година тука, веќе наместен, секој смисол и животно, среќа, најубав. Мене ова ми е најубав период и во животот и во кариера. Средните векови реално созреват тек таму, на 26-та година. И јас најдобрите години малтне ги дадив тука и ги проведив тука. И најубавите моменти у кариера ги имав тука, така да целосна моја приказка, јас викам бајка, јас живеам бајка тука и многу сум среќен човек што сум тука, тоа е тоа. Колку трае, ќе трае. Јас кога ми ја кажа ова мини симпатична приказка, искрено ти кажам, те почитувам сега, не дека не сте почитувам нормално, сега те почитувам барем уште 3 пат. Знам зошто ретки се тие луѓе кои што стварно барем во денешно лудо време што го живееме ни, ретки се луѓето кои што се водат според инстинктот, а не според што ќе кажат човеците, според некоја друга математика. Сакам да кажам, секоја чест за потекот, да ми бидиш здрав и ти, и фамилијата се. Невестата ти е од Србија, така? Да. Ние сега кога беме исто така малце интересна приказка, нели бев повреден една година, не бевме тука и моите черки, односно особено постара, помала сега тек почнуваме да зборуваме, на македонски зборуваше почеток у Србија. Дури некојаш ми падна неубавот и не ја разбират другата деца. Да. И сега она повеќе сака да зборува, на 3 години има, повеќе сака да зборува македонски колку српски. И си знае сега, на македонски ова се вика така, на српски тоа се вика така. Си тумаче. Така да сметам, сето тоа те чини да бидиш среќен и го што е најбитно у животот. Убаво каже, обострано е затоа што почита имаш не само и од нас, него буквално од цело Кавадарци, од луѓе што те познават и лично што те познават, што имат контакти со тебе, ама и од луѓе што немат прилика, немат контакт со тебе, ама те знаат кој си и што работиш. А освен тиквеш, друга некоја понуда за Македонија? Да, сум ги имал и тоа после таа историска сезона кога беме четврти, кога со Вардар нели беше таа предпоследна утакмица кога заврши нерешено. Со тие мој голот кој за прв пат му донеси на ГРК Тиквеш 2014 влезот во Европа. Во Европа, прва титула на Еврофан Перистерот, тие тоа се факти. Не дека ја сега тоа е тоа. Не мора се фалиш, се си е запишано, си стое. После таа цела сезона имав понуди, имав особено понуди од Македонија и тоа имав една добра понуда, али јас едноставно никогаш не сум сакал да си заминам од тука.
оти кога и после втората сезона беше понуда од клубот кој беше над нас у тие момент и тогаш у трета сезона беше тоа, меѓутоа знаеш кога се тоа е убаво, ја сум ги саслушал луѓе, вама што имате. Али знаеш како не ти дава срце. Не можам, едноставно не можеш да прифанам. Особено од после таа трета сезона, таа понудата беше многу подобра од што имав тука, али едноставно Не е кавадарци. не сакав никогаш да си заминам од тука и знаем дека ако си заминувам од тука, нема да бидам у Македонија. Едноставно, ако сум у Македонија, мора да биде тоа кавадарци и тоа е тоа. Тоа е она, може би, едно од најубавите девизи, дека не е се у партијата, ваш понуда. Да. Спомнаме нели дека првенството не е при крај. До година? Наш си уште? До година не знаем. Мене договорот ми истекнува, треба да седиме, да се направиме муабет, нормално, се на некоја људска и другарска база и основа и сигурно дека ќе го донесеме најдобрата одлука за клубот. Моментално, мојот договор истекнува на крајот на сезона, ќе видиме понатаму, што и како. Како и да е, и јас секогаш сум тука. Ако треба, кажи да собираме пари. Секогаш сум тука, не е да пари. Слушај, като се откажеш од ракометот, може у театарот да те пробаме, да видиме како ќе видиш. Ако си препознал потенцијал, ако си препознал потенцијал, може. Кастингот ќе го поминиш. Да, ајде. Кажи ми, македонски, кој те учеше? Сам? Сам, да. Со колегите, Не, па се навраќам на муабет. Јас дојдив со тие голем почит, најсериозно. Да. Дојдив со тие голем почит и многу сакав да на тие начин го испочитувам луѓето. И па не ми беше тешко да ги сменам 2-3 збора, 2-3 букви, ова да изфрлам, ова да ја уфрлам. Тоа е. Реалноста е таа. Си сакал, и не можам да разберам луѓе кои идат една година во ред. Али секој кој е над 2 години тука, едноставно мора да се потруди малце да го направи тоа. Да, каже да почет. Ако ништо заради друго тоа што не тоа е проблем кај нас. Ние не го цениме нашто, туку се друго е поубаво, подобро. Ти викам, еве оди у Шпанија, Германија, Франција, зборувај српски, македонски. Не може. Не, муабетот ми е кој ти лафиш сам, што помисли дека не си здрав. Што научи прве? Тоа е една од причини зашто научив, а втора причина дефинитивно е што има на влезот у кавадарци. Ја прв пат кога влегов у кавадарци, што има на влезот у кавадарци? Огромно. У кој влез? Главен, од кога влеваш таму. Кога влеваш у градот, ете, оној таму кога одиш од Скопје во Осман, минеш сега кружниот тек и одиш право накај Буртју. И ја, пошто сум чест гости на гостителски објект низ кавадарци, так, уз некоја чашка се олеснува работа, разбираш, се опушта човекот, си ги фаќа зборови, а некој се запрашува, кај ми текна ова. Али сум го слушнал. Кај на свете може и да не си ти првиот што вика дека токму тоа сонце и токму таа ракија и вино убави ги прават луѓето толку да се пријатни, насмејани. Да. Абе ти македонски, ти другари имам, вика седнувам со германците, неко не ми оде, отварам, вика фриждерот, зимам речникот, вика 2-3 речника ќе манам и да видиш как се разбирам после. Помага, проверено. Многу помага, секој дека помага. Кариерата си ја почна у родниот град. Да. После тоа, да, бев до 23-та година, 2016-та, еве сега е 10 години како сум надвор. Интернационалец. 4 години Шпанија. Да, 4 години Шпанија. Сега 6 години Македонија. Има ли разлика од Шпанија и од Македонија? У ракомет? Да. Па има. Генерално шпанците... Не клубот, лигата, организацијата на лига, да. И различни школи, брат. Да, тие внатрешни работи тамо се онако наредени доста, у смисло сали, соблекувални, грејање, знаеш, тоа тамо е се на еден поголем ниво од кај нас. Квалитетот, особено оваа година е кренати, од секоја година се крева, би сакал да тој квалитет ги прати и одредена инфраструктура и одредени тие ситни работи што може да го чинат да ракомет како вистински спорт број 1 у Македонија, вистински, биде на уште поголем ниво. Од тиваа мала држава у последните
7-8 години даде шампион на Европа. Не е лесно да се биде шампион на Европа. Како лесно. Како и да е, Варле 2 пати беше шампион на Европа. Пелистер моментално учествува у Лига шампиони 3 години изминатите. Алкали Лани освои Европскиот куп. Охрид сега игра финалето. Да. Значи за една мала држава тоа е голем успех. У колективен спорт толку колективен спорт, такви да, успеси да да. имаш. Пред 2 дена се пласираме 8 пати поред на светско. Точно. Како Тоа се факти. Ние сега можеме да лафиме Да дебатираме. еден вака, нака, добро, не е добро, резултатите зборуваат за тебе и тоа е тоа. Така да лигата дефинитивно е една од, според мене, у 7-8 у Европа сигурно. има Се надевам 4-5 дека клуба кои што квалитетот ќе се качи уште плюс, за да можат и тие клубови што не се на тие, можеби на таа финансиска моќ како Јасно, да. овие 3-4 горе, за да можеме што повеќе да им парираме. В смисол да сме што поблиско. Сметам дека тоа е интерес на сите, Да. не само за... Од тоа ги влечи другите работи. Тоа постоа ги влечи публиката у сала, тоа постоа ги влечи деца на ракомет. Да. Јасно. Кога имаш одредена и наместена инфраструктура, се е полесно постоа. Јануари се играт првенства кај нас у ракомет, например. И тогаш е најголем интерес меѓу деца за ракомет. Да. И некој треба да го пушти дете на некои услови кои баш и не се за ракомет. Само тоа би се, ето, секој што го зборуваме и секој што мора да го кажеме, тоа е. Знам, Ја да. чу- Теже. Би Како сак- му е у Норвешка у јануар ти мене кажи. Тешко, ладно е, да, али кога влезеш унатре, У сала. со облекувална... 100% не е ладно. Да. Кажи ми, почитоците твои, како фактички, имаш нешто у семејството кој што, не знам, генетски или ракометот е буквално, не знам, паднат дар од Бога? Па така, исто една интересна приказка. Јас сум играл фудбал и тоа сум бил добар фудбалер. Добар. Како Така, да. дете. И јас сум од едно мало место поред Крагуевац, се вика Рековац, и ние никогаш не сме имали друг спорт освен фудбал. Кошарка, така, кога излезиме надвор, си играеме. Меѓутоа, еднаш нашиот наставник почна да не форсира да играме ракомет. Од нигде ништо. И ние, јас мислам дека бев 5 оделење, и го направи турнирот 5, 6, 7 и 8 оделење. И сите играме така, дали беа групи, не знам нија како, ние го освоивме тие турнирот. Ние 5 оделење, го тепавме осмаци. И тогаш ми текнуе, победуеме полуфинале, дали 6, дали 7 оделење со 1-0. 1-0. Не знаевме, едноставно. Сте ја наместиле за Да. укладилницата време, Од 0 оди. до 2. Од 0 до 2. А X1 беше или 1-1? И наеднаш, што никогаш се нема случано у тоа моја средина, да ние надвор одиме и играме ракомет. 2 на 2, 3 на 3, а немаме гледано ракомет. Ние немавме гледано сега на телевизија ракомет да видиме ова. Јако. И тој мој наставникот го имаше бројот од тренер тогаш на младински категории на Раднички, Крагуевац, и му вика, де дојди пред крајот на школска година да ги видиш децата што ги има. Он влева у училница и вика, осмаците нека излезат, едноставно Големи си. ги имаше Нему така, треба. да. 5, 6, 7 оделење, ајде си одиме на тренинг, вамо, намо и направи некој тренинг. Мене не ми се свиѓаше тогаш нешто и се откажав ја после првиот тренинг. Наредниот тренинг, он иде, а тија теренот кај што беше тренинг за ракомет, тука е тренингот за кошарка. Ја играев кошарка со постарите. Тренингот почнува у 6. Он сиди човек 15 до 6 и ја гледа утакмица на кошарка, што ја играм со постарите. И ја таму играм, спретен сум со топка вамо намо, мине 6 сати. И он се уште стои тука. Завршува надпревар, ми вика, не ли одиш горе на тренинг? Викам, не ме бендиса, вака, нака. Мора да дојдеш. Не, едноставно не. И тија тренингот не отидив. Го наоѓа бројот од татко ми и прави тако притисок да ја мора да играем ракомет. Да ја мора да играем ракомет. Мој тренер Горан Веселиновиќ, може би ќе го види ова. И он беше толку упорен да ја играм ракомет. Од ти пред Джеска викаше генетика. Јас никаква генетика Баш за немам тоа, за да. ракомет. Особено у тија момент каде што ракометарите беа сите големи. Да. Сега се смени ракомет кога можат пониските да играат вамо намо, тогаш не. Нема вич големи И човеци. едноставно
tako počnav, on sakaš odmah da me prefrli u Radnički Kragujevac. Imam sreća da su mi imali jedna ekipa strašno od mojih drugari, ta moja generacija 93. 20 ta generacija mi se kumovite, susite sme u kontakt, se družime jedno, drugo, treto i taka počna. Poleka. Na 16 godini beme jedinstveni prvaci u maškata kategorija od Kragujevac. Radnički Kragujevac nikogaš ne bil prvak na država, vo nikoga, nije ni tu jedna kategorija, samo nije beme togaš. Postoja nikoj od tije generaciji, od tije rakometari ne nastavi da igra rakomet. Od ne znam koje godište, 88. do 93. su... Така некако, да. Mislim, samo ja aktivan. Што остана на... Da. Така да малце беше турбулентен Па добро, патот, ти гледаш, ali ето, тој наставникот видел нешто у тебе и буквално Не знаем нија како, ево, не буквално напнал. Да. Тоа се не знам, затоа скаутите се луѓе кои што нели почитувани многу, затоа што Имат осет. ако седиме 10 души, еден е скаут, ни 9 души, не го гледаме тоа што он го гледа. Он го гледа и што го бара. Интересно, Одмориме малку? интересно. Малце да одмориме, да. Некоја минута да одмориме, па ќе се вратиме Полу пак. време да направиме тактиката за второ и да... Да. Бидејќи Страхиња е така искусен, он ќе ни ја направи тактиката. Се гледаме за некоја минута. Шо е вако? Се враќаме назад со нашиот гостин. Разговорот сега еве ни кажаа дека 30 некоја минута траел првиот дел од разговорот, а настани летна вака. Тоа е тоа кога имаш убав соговорник. Тоа е тоа кога мојавте тоа е многу лесно, затоа што не се малтретираме едноставно. Темите се фини, интересни, не тупиме, се надевам дека не тупиме сега, ни меѓу нас и лафиме вака, ама се надевам дека и за вас не е тупење. Морам да спомнам на работа, местра нуму оние што се чекерите за аутфит, ваа мајца ја носев и пред некоја емисија, нуму да ми рече, го вие имали некоја друга мајца. Ја мојата тука ја оставаме, не ја ни носам дома. Тука ми стои, си облекувам сам да снимам. Едноставно со таков тип, ако се заљубам у некоја мајчкица, ја терам така да ме поштедат малце тие, што ќе речете го вие. Ево го вие имали некој да му кажа дека е се вратиме ние на нешто. Кажи ми, кавадарци имали потенцијал у млади дечки ракометни? Голем потенцијал има и тоа е и поентата некоја на успехот што вија клубот го има у изминатите 5-6 години, е тоа да ги прилечиме шо поголем број на деца. Едноставно, па се навраќам на некои тие услови кои што можат и морат и треба да бидат подобри, али едноставно влагање у спортот е влагање у иднина на еден народ, да така кажем. Спорт, култура, училишта,
jednostavno ги правиме луѓе, да бидат пред се луѓе, да бидат здрави, да бидат сега, дали е ракомет, дали е фудбал, дали е кошарка. Едноставно е многу битно да децата се, особено у време у кое што живееме, каде се е на тит и на тач, да едноставно шо повеќе деца идат у кавадарци, на спорт. Мене ми е срце полно кога го гледам, например, на полувреме дека кај нас врждат деца низ терен, мала топка, едно, друго, трето. Има голем потенцијал, градот е богат, како и вака со фирми, така и со луѓето. Едноставно не гледам дека некој, барем ја можеби не ги познавам луѓето кои што сакат да си заминат од тука, родени се тука. Така да сметам дека кавадарци имат голем потенцијал и да едноставно влагање у спорт, влагање у култура, влагање у училишта, образование, мора да бидат на место број 1 и да сите имат таа свест дека тоа е најбитно. А понатаму, секој ќе си најде пат. Дали е школа, дали е фабрика, дали е ракомет. Убаво кажа ти, никош не си ни гледал ракомет, што викаш ти предходно, не? Па ете бидна исто како јас некако кога со Цимо мој немаме гостин во емисијата, исто и јас кажав, например, моите предци, татко, дедо, прадедо, па и неговиот прадедо биле касапи. Од каде таа желба или тие талент за јас да испаднам на тие штици да глумам, еден Господ знае. Меѓутоа, убаво кажа ти, кога гледаш, и мене ми е срце полно, кога ќе видам дека особено сега еве со овој пристап на информации кои ќе слушнам од некои од моите пријатели што ги имам, што се тренери на мали категории, кои ќе речат успех, постигнал ваков, таму тепал, ваму тепал. Си дојдоа со пехар. Да, си дојдоа со пехар. Толку многу ми го исполнува срцето, тоа е што не сум во тие води, во спортските води. Можам да замислам тебе како ти е. Воа ме радуе што ете Кавадарци. Едноставно Кавадарци е градот кој е еден од ретките градови и Тиквеш како Тиквеш, кој што ги има трите клуба, од трите, да рече си, главните спортови дека се у прва лига. Прва лига, да. Ракомет, фудбал и кошарка се на едно ниво каде што не е ни лесно тоа да го одржуиш така на тие ниво. Па градот не е голем, у смисол како Скопје, како... Така да... Пази, минатата година ли го освоиме купот или предмината? Предмината. Значи тогаш и ракометот играеше Европа, фудбалот играеше Европа, кошарката беа у плейоф. И у плейоф мислам дека стигнаа веќе негде и до полуфинале како беше тоа. Секој успех на секоја екипа го влече успехот на друг спорт. Јас тоа во моабет со моите другари и пријатели од другите спортови им кажувам, особено со Александар Варелевски, брзи сум тем пријатели доста време кај него го најди од сите со брзи најди. Така ми падна човекот. Успехот, ние не завидуваме на успехот на фудбал, ниту фудбал завидува на успехот на нас. Да. Туку едноставно се влечиме. Еден клуб го влече друг клуб. Да. И тоа така кога оди, што ти викаш у една сезона, ете се поклопи се. И во една сезона ти гледаш, вау, една Европа, друга Европа. Да. За град од 30.000 жители, например. Да. Ако се земе релативно мал град, ако се земе дека ја мислам дека стварно друг град, не само во Македонија, со толку народ. Јас сега мислам дека само Пелистер е уз Тиквеш единствен што ги има трите клубови. Да, они се играат бараш фудбалот. Така не? Да, Бараш ќе играат за останок. Да се сите три клуба провали. Општински. Не е мала работа. Ама па долго Битола е малтене барем 2,5 пати поголема од Кавадарци. Поголем број на деца, поголем број на луѓе, поголем... Тоа го чини успехот на Вија град уште поголем. Така е. Така. Брат, кажи ми само, спомнаме неколку луѓе од тука од Кавадарци. Кои ти се омилени места за така да се релаксираш кога не си на тренинг, кога немаш други обврски и сам со соиграчи, меѓутоа и фамилиарно со невестата и со децата? Сака чат пати дома да си отиде. Сака, вал не ми дават.
jednostavno ne bi da Лоши se другари, šalim. Da, лоши другари. Ете, da ne im pravim reklama na nikoj. Nema vrste reklame. Jaz gi sakam, na primjer, u sekoj restoran sam bil, kafe, to jedno, drugo, treto i jednostavno sakam tije takvi ambijenti, ali nekako dve bazi mi se Cafe to go Infinity i gostilnica Staro malo. Ki mitni, ki brzi. Mojite soigrači se tak se šalati, vi kad dva deca tamo se porasnati. Така да не е лага. Те водат како интериер. Не е лага, да. Јас сум тија човекот што, например, одам на одмор и тоа моја невеста се нервира. Јас одам у еден ресторан. Тија ресторан ме бендиса, тамо сакам да одам сите 10 дена. Не сакам да Сика, сакам да шетам вамо, намо. Не, само тамо сакам да си одам. И ете ги имам таа 2 места, се чувствувам како дома. Тоа е тоа. Луѓето ми се, моите луѓе знаем колку сам одам. Џат пат сам одам. Секогаш ќе го најдам некој за кафе, за вакво, онакво. Кој ти е според тебе најдобар соиграч со кој што си играел, а и кој ти е вака најблизок од соиграчите? Откај си туку Кавадарци? Не мора да е конкретно се. Тешко прашање, најискрано, заради тоа што јас како тип сум многу сакам дружба. Да, многу сакам дружба и многу сакам. Ту си капитен си. Да, тука имат поминато луѓе кои што едноставно јас со нив сум бил повеќе од соиграч. Ги минавме некои моменти кои што едноставно не се можеби ни нормални у професионални спорт. Ти ги гледавме поинако на некои работи, знаеш. И едноставно не можем, ете, ја најдолго сум со Маријан Велков и со Димитар Коцев. Сега ја не можам ја Димитар Коцев го памтам кога дојде в детенство беше. Сега е пораснату еден од лидерите на екипа, што мене срце ми е полно. За Маријан Велков, што да кажам? Кажи нешто, кажи, гледај он, кажи. Така да, ете, со нив најдолго време проведив во вија изминатиот период. Евгени Темелковски, како да не го спомнем. Никола Стефановиќ, како да не го спомнем. Знаеш, тука ги имаш... Јаки играч вака што си играл, кој мислиш дека најдобар играч што заиграл? Утикваш, освен Цоката, ајде. Па, види вака, јас многу... Со капа лејчи, да. Мојата... Он е Цоката. Знам братима дека е он Цоката. Те знам, ама шо те знам. Мојата игра многу зависи од пикер. Јас од пикер на некој начин живеам, такав ми е стилот на игра. Никола Стефановиќ дефинитивно е соиграч кој најмногу ми недостасува у тие смисол на терен. Ти сметам дека он и јас бевме еден од најаките тандеми во лига сигурно. Знаем дека секоја екипа која се спремаше за нас се спремаше најмногу за таа релација. Така да едноставно, ако за некој може да ми вака на прва да ми текне, Кај че дојдеше за Чотек, па бете ви двајцата еден до друг. Да, и уште едно име што не го заборавам, што исто голем човек, голем играч, беше кавадарчанец и Јано Јанчев. Тоа е човек... Јане! Поздрав, брато, ако гледаш. Поздрав и до Јано! По-чиста душа, вакар како човек, прашање многу убав човек. Дали сум сретнал, али тија човекот кога излева на терен, тука со него нема сакам, не сакам, можам, не можам. Ги става ножунате, флюси. Значи, кај го не е срце на терен, кај него и бубрек, и слезина, и... Тија човекот прва сезона, например, работеше како комерцијалист. Да. Иди на тренинг, се гледа дека измачен човек, дека ми вика, не знам, сум јадел пред, не знам някој. Биде тренингот го работи 200%. Надпревари ти идат, он гине, кога му гледам очите вакви црвени. Тие такви луѓе, јас едноставно многу ги почитувам. И жал ми е што не остана подолго време у Кавадарци, ти сметам дека Тикваш и Кавадарци остана без еден многу добар ракометар, пред се многу добар човек. Така да ето, тие двајцата ми се... Борец. Да. Борец уште од дете. Значи, Јано го знам уште од дете. И уште кога играеше, кога беше уште дете, вакот мајсторот го зимаше тогаш за првата екипа. Јано беше човек што седе со тебе, ха, хи, се смеиме, се муабетот оде. Влево у теренот, джоа друго дугме има. Точно. Свич. Никој не гледа. Кој си ти? Бау, скока,
трче, кине. Тоа некогаш се однесуваше на тренинг од џа мало дете. Ние сите на пауза сме, знаеш, на пауза, вода, седиме, меѓу спиеме вежби. вода, мртви само слуша дуето на бам! Јароп на пречката таму, флюс! Де Јано застани малце? Бам! Статива! Колку знам дека пратиш, ама колку многу пратиш европски ракомет, затоа што нели сепак светскиот ракомет е европски ракомет. Па пратам, едноставно сега сет е достапно, се што сакаш да погледаш, можеш да погледаш колку на телевизија, Омилен тим? толку на... Омилен тим, па моментално Магдебург како играе, тоа е еден ниво кај што едноставно не знам. Дали можам да разберам што прават, како прават. А вака гледано со се Барселона дефинитивно според мене играе еден од најубавите ракомети како офанзивно, така дефанзивно. Години наназад, да. Така да тоа се некои две екипи што најмногу сакам да ги гледам, се трудам да ги гледам што повеќе пати и така. Играч, па добро, јас пораснав гледајќи го Ивано Балич. За мене он е. Па, Ивано Балич не ме праши јачање, че ми Ивано Балич. Ама и среден бек е, да може Пикер да биде омилен играч. Не бе, така да Ивано Балич е еден од кој јас сум ги сакал и сум го гледал вака нака. А ете, например, тука беше 2 години у Македонија, Јосип Перич, централен бек од Пелисте, мене ми беше врв и чест да сум играл проти таков играч. Моментално Јака Маус, страшен од Вардар. Филип Кузмановски, Пелисте. Многу големи играчи, многу добри играчи, имат поминато низ ва лига, така да, Дибиров. Да. Така да кога си имал можност да играеш против нив, тоа ти уште Многу сличности имаш со Дибиров у начинот на тоа како се почитува еден клуб кога ќе дојдеш од страна. да. Толку многу сличности имаш со него, исто и он има кажано како да не го научам вие јазик. Или како да не останам тука пак уште една година кога ќе испаднам надвор ме Имам се што сакам тука. Буквално имам се што сакам. Тоа Тренер е- би бил? Стварно се гледаш и така у иднина. Па јас мислам дека човекот треба да биде свесен што знае во животот. Разбираш, и ја мислам дека јас нешто многу работи освен ракомет не знам да ги правам. Да си биеме реални, мислам. Да. Туку дали сакам да бидам тренер, јас свакако гледам што тренер се треба да го прави, дека треба да ги расправа 16 глави, Карактери. кој што мисли вака нака е малце тешко. Едноставно во моментот не се гледам како тренер заради тоа што не сакам да живеам без фамилија. У смисол дека Да, сум те некаде сваќам. настрана. Сега да ги влечеш фамилија со тебе, тренерска работа е таква каква што е. Понапорна од играчката. Јас можам да одам, не знам, Кувајт, после 2 месеци ќе ми кажат, ајде. Можам да одам у Шведска, ќе ми кажат после 6 месеци, ајде. Кај се школи, кај се градинки, кај се јазици, кај Ќе се... испуштиш многу, ќе испуштиш Да. многу. Да ги влечам со мене малтене е невозможно, така да јас имам 2 черки, не можам да замислам да живеам без нив и тоа е единствено што во моментот не ми дава да бидам тренер. Да. Мислам дека дефинитивно ќе почнам кога завршам кариера да работам со младински категории, тоа некако ми е желба, да работам со деца, да тоа неко мое знање што го имам стекнато да го пренесам. Доста е да ги натераш да го засакат ракометот. Да се едуцирам, оти сметам дека едукација е многу битна, што мислам дека нашите луѓето тука од Балкан бегат од тоа. Демек ние се знаеме, не треба јас да одам на семинари, едукации, курсеви, имам некој план у таа насока и знаем на која врата би тропнал без да имам проблем да кажем не знаем, кажи ми што да правам и како го правиш тоа, зошто го правиш тоа, како го правиш тоа. Две од најпотребните работи за да пренесиш нешто, особено на помладите, ти ги имаш, знаењето, односно, нели, разбирачката у тоа што го работиш, кај што кажат друго и не, и харизмата, звездата. А имаш, верувај ми дека имаш за тоа што се сеќа тоа, не е нешто кое што можеш да го скриеш. За жал, харизмата е една од ретките работи кои што не можеш да ја скриеш. Лафам за карактерот. Точно. Ако ја имаш,
ќе ја видат 10.000 луѓе. Ако ја немаш, нема да ја види никој. Што сакаш прави. Да, Џабе. така да ти две работи ги имаш за еден старт и ја мислам дека ќе видиш многу добар даскал. Ти благодарам, ќе видиме како ќе оди До понатаму. колку ќе видат младите категории па да се запише. Ти можеш да минеш. Не. Да. Ракомет која си игреше на школото. Секогаш бев И голман. ракомет си игра. Некој мене да ме штипе, да ме тегне, да ме влече, не, фала, јас ќе бранам. Па голман ќе бидиш па кога те ропне у глава таму. Ја па се трудев да бранам. Стој тамо на гол, ако фаниш, не фаниш, ако не фаниш, не фаниш. Имам и јас една година, една сезона потренира ракомет пред 430 години колку беше, не знам. Тогаш уште не си играеш со топка, со друго си играеш Со цимука кафтани потренира. ги мотаме и Наистина ракомет е гладиаторски спорт. Сериозен спорт и Почит сметам наклон дека гревото е што нема поголеми улагања во ракомет, не е зборувам на нивото на Македонија, туку зборувам на нивото на Европа, каде што не знам најплатен играч во ракомет е исто како некој подпросечен фудбалер. да. Или За жал. кошаркар моментално. За жал. Али Помалку. најкомплексен спорт каде ти треба и горниот и долниот дел. Некој го споредува тежок е ватерполо, да, али во ватерполо сепак и кога се тепат и кога се мават, па се мават под вода. Па тие удари и не се толку јаки од ти, знаеш, под вода е Друга потеш. е, да. Друго е ти кога сега летниш со пун спринт на еден од 2 со 2, па кога те грабне он, па што те грабне он, него те грабат уште двајцата, те штипа, те мават. Трчиш, мислиш Да. нема никој. Пау, Те грабат и вак ти прават. И ти го миниш Ја вреже после- цименто. И ти го миниш и после тоа треба да го погодиш пас, точен. Да. И ако не го погодиш, види ga вие. Така да ракомет е еден од најкомплексните и сметам дека некој кој млад, детето некој кој почна со ракомет и кој ќе стаса, не битно дали сениорски ракомет, дали сметам дека ќе биде посилен човек понатамо во животот у смисло на решавање на некои одредени ситуации. И физички и психички, да. Точно. Да. Значи ќе знае како беше кога се трпи чота Ја и кога се мава. За физички, например, сум го сетил тоа на времето кога ги направија кошевите кај нас над спортската сала. И јас сум една од тие генерации кои што беа деноноќно на тие кошеви баскет играње и ние играеме у тоа време, барем сега имам отидено да гледам баскет, не е тоа, сериозно не е тоа. Ние играеме машки баскет како да животот ти зависе од таа утакмица и сум играел против ракометари. А кое е задоволство? Задоволство на водници е да играиш против ракометар. Не знам, сега ќе го спомнам Масларот или Блажо Мама. Кај што те грабнеаше трчање исто. И фудбал исто кај играат. И например сум играл и против кошаркари кои што Да. се бавеле професионално со кошарка. Тоа ракометарот кој што ќе те грабни, кој што ќе те фаулира, никој друг не може да фаулира така. Ама и тоа и у кошарката има и раци и таму. У фудбал кај играеме. И вака ме чува. Абе фудбал на раци не користи. Шмид. И Шмид да го поздравиме, кога ќе дојдеше на Пепито. И никој, како трга со таа топката, раците му се напредставени. И трче. Никој не го чува. Како чување се тргат сите и остај го нека истрче до напред. Ама па, таа цврстина, тоа... Не го нема. Моментално е, мислам, Нема шанси да го поминиш, да го издриблаш, финта да му направиш и да го поминиш, многу тешко. мислам дека физикусот и од фудбалот и од кошарката заедно не се колку физикусот у ракометот. Па сите делови на тело мора да ги имаш јаки. И не може, например, дека ти е појак горниот дел од толку долниот, се мора да биде у некој размер. Или треба да скокнеш. Се правиш. Така Види, да... например, фудбалот е повеќе на стартови. Кајва се буквално цела утакмица е борба. Со нози, со раци. Али остаја ти утакмица, ти до утакмица имаш тренинзи. Тоа па плюс. Тренинзи се, па борба за место во екипата. Да. Биот и терминот после нив му е фуцалот ни е после ракометаерите. И малци ќе ги погледаме, ама... Гладиатори. Не, среќа тренерот е погоден. Да. У секој И случај не смеат да гладиатори. писнат, иначе. Да. Кажи ми
Македонија пак се пласира на светско првенство. Мислам дека Кире праве убав млад тим со играчи кои што нели поискусни, кои што нели што мислиш каде ни е местото, односно светско првенство е, пак ќе кажам, нели е... Па, секој дека Кирил Лазаров е еден од најголемите амбасадори на Македонија. Јасно. Предпознатлива фаца, кој што го знаат сите и тоа е задњего е кариера која што е имал. Туку ние да правим, знаеш, некој да вика ваков е, наков е, Кирил Лазаров е... Кирил Лазаров и крај. Да, значи, некој треба да го надмине или да го достигне за да може да кажува нешто. Тренерски, тие деца што ги има земено пред Алкалоид и кои се сега моментално, најголем дел од нив е или ово Алкалоид или минат низ Алкалоид, тоа се други играчи. Тие играчи се направени да играт сериозно европски ракомет. Многу се напреднати, многу е вложено во нив, у секоја смисла. Кире знаем дека таму ништо не остава на случајност. На случајност. Се од исхрана, психолог, сите услови може да имаш да бидиш топ ракометар до тебе. Па се навраќаме на мобет колку е голема држава Македонија, колку професионални ракометари има. Он сметам дека извлекува максимумот од тоа што го има, што ти викаш пак колку 6, 7, 8 врзани настапи на првенство, еве и поголеми репрезентации, држави што имат поголеми финансии, се не успеат да имат тие континуитет, така да тоа се факти, тоа се чиненици, од мене има голем почит, голем респект, што и он го покажува така кога например доаѓа тука или вака нака. Така да сметам дека е на добар пат. Да, младински категории исто гледам дека ракометно тоа се движи у некоја коректна насока. Погорна насока, да. Така да дефинитивно, па се навраќаме на моабетот. Само тие работи некои ситни треба да го пратат за да можеме да имаме некој нов Кире Лазаров, некој нов Столе Стоилов, Филип Миркуловски, Борко Ристовски. Да. Диви, да. Малце и мене ми е, искрено ти кажам, мака, а и ми е, да не речам нелогично кога еден спортски колектив каков што е репрезентацијата на ракометна на Македонија, едноставно мора малце финансиски да се појачат, да се стимулира, еве и тие успеси да се наградуваат. Ги спомнаме повеќе пати младите, ама сепак тие млади ако допрат до некоја нели спортска ракометна зрелост и ако ти не му дадиш стимул, тие млади ќе си го најдат чаерто на друго место. Исто да е факт, еве Македонија мислам дека е една од ретките земји и репрезентации кои што сите, освен Мартин Томовски, се играчи од домашно првенство. Да. Што исто е... За почит. Да. Значи, јас не знаем сега податок тие, дали имат уште али дури сум сигурен дека нема, што значи дека и ва лига ти вреднуе. Ете, ако, например, 60-70% се од Алкалоид, а моментално Алкалоид е четврт у домашно првенство, тоа пак ти го кажува добар показател, да. Сега, па ќе кажам, да тие клубовите кои се моментално од нас, па Бутел, Прилеп, Пролет, за да им се овозможи у смисол на финансиски средства, за жал, се диктира тоа, за да може да има шо конкурентни тимовите и играчите, за да можат да им парират. На тие начинот се добива уште поголем плюс, уште поголем квалитетот и на тие играчи и на таа лига. Ти не е лесно да се дојде у Кавадарци да се играе пред Лозари. Они тоа сите го знаат. И може би до пред 2 сезона у некој, поради оправданите нашите причини кои случуваат во нашиот клуб, јас знаем дека на никој не им било сеедно кога иди тука. Па изиграј ти оваа атмосфера и тепа и го ти тиквеш у Кавадарци пред Лозари, пред нашите навивачи, пред едно друго.
Знаем одредените играчи кои идат и викат, брату, ние кога име, тука си знаеме. Да. И тоа беше така. Па и Тоа до беше- крајот секојаш било неизвестно. И тоа. секојаш било тешко утакмица, што некојаш дури и на крајот се решавало у последните 5 минути. Пак се навратиме на, не зборувам сега дека ние сме, не знам, за нас зборуват резултати. Со Алкалоид нерешено, што сметам дека е тепана, али не е нерешено. Со Вардар еднаш нерешено, еднаш тепан Вардар, со Пелистер беме 2 пати на 1 гол. Со тие Тоа е, не. ти нема, ти повеќе не можеш да бараш. Реалноста е таа. Ние не можеме да бидиме повеќе од 4-то место. Реално. Ние беме учесници на Final Four на купот. Тешко да можеш ти да миниш да го освоиш. Сакам да кажем дека ние како клубот во овие 5-6 години 99% и работи кои што реално можевме да ги направиме, ги направивме. Ги направите. Да. Значи, јас сега не Па можам да некојаш кажам. дури и повеќе од тоа, што беше изводено. Точно. Не викам дека ние сега треба да бидеме втори или трети. Не, реално бидеме втори и трети, особено со влегување на Алкалоид 2020, прва, втора, кога влези у Суперлига, кога се добие еден плюс Ој, да. у смисол и на Кире Лазаров и на тие играчи што се вамо намо. да. Разбираш, значи едноставно тикваш како тикваш, тоа што го има направено, тешко дека можеш нешто повеќе плюс да се направи. Поентата е сега да се одржиме поблиско до тие ниво. Нормално ќе имат и успони и падови и се тоа. Јасно. Али да бидиме шо по-конкурентни. Сето тоа зависи од Знаем. Кој е у екипата, на пример, обично има, кој е човекот кој што е задолжен за ведрата атмосфера, не? За забава. За ебант или нешто така, работите и да излезе нешто од контрола пак со смисла за хумор ќе ја врате атмосферата. Па ете, ние така сме генерално сите мирни луѓе. Кај нас, уште од првиот ден од кога сум дојден, дали ти се верува дека кај нас за 6 години субликувално немаше никаков чотек, не дај Боже. Да, кавга или да. Никаква кавга. Не сте ви Заради тоа што ние сме уште од стартот, од кога сум дојден, спрема тие почет не само јас, туку и од тогаш странските играчи кои беа, со голем почет према домашните играчи со голем почет спрема нас. Се знае кој зборува, се знае кој кажува, се знае кој може Браво, нешто да тоа е направи. тоа. И тоа е тоа. И ние се движиме по таа насока. Собликувано на град Кът Тиквеш е голема снага на клубот. Браво. Мачката не се деле, он ви Нормално, попуште на сите. мачката е дефинитивно тија човекот кој со еден збор ќе ти каже се и тоа е тоа. Ќе те поклопи и не знаеш брат кај беше Тоа, тука. да, ќе му излези некој моавет, некој да нема да се насмееш и тоа е тоа. Генерално се сите нормални, позитивни, Евгени Темелковски допред. Да. Вакво беше за забава и за тие такви работи. Број еден. Коцев има, не добар. Интересни се сите се секој на свој начин, да. И ја праве таа Мартин сожувал. Димовски само кога зборни нас ни е интересно ти. Он ми е одиме на кафе, му викаме 2,5 граница за зборови. Да играеме минусите. Тоа е. Комшија ми е таму, од Вацо не може чурук човек да испадне. Особено за Ти си го кажал. Дај поклонче да му дајме на Ќе му даjem поклонче еден винџал од ВД Каст. Апропо негден туа при крај на емисијата, спомнаме нели за омилени клубови, се ближи светско првенство фудбал. Да. Знам дека пратиш, знам дека сакаш фудбал. И сам кажа дека почитоците се у спортот со фудбал. За кого ќе биме на ова светско првенство? Па не знаем право да ти кажам, мене фудбалот ми е толку кренат и отидење како спорт моментално да едноставно сите се не знаем. Сите играат фудбал. Да, јас па најмногу некој ги сакам тие шпанците, така да ете нека биде Шпанија. Освен што си навиваме за Босна и Хрватска. Јас нека он кажа дека е Шпанија, јас гледав некој состав, можеби беше некој фейк ньюс на Аргентина без Меси, што не ми се верува да го пропушта, затоа што ќе биде единствениот играч со 6 светски првенства. Не бе, исто има со Роналдо. Не. Да. Не, Меси е една пред Роналдо. Мислам дека. Не. Мислам дека старе вие не верувам да е он пред него.
Но не е битно, Да. битно. Али ми дека беше без чудно. него ќе играат, шо знам. Јас сум за Аргентина оваа пата. ама Бразил па, ете, гледам вчера како што беше Анчелоти кога ги зборуваше кој ќе биде па. Национален еуфорија, празник, Неймар го зема Неймар, у составот. И ја так се израдува кам премијал гимназија. Исто беше. Брат, уште сосема за крај нешто вака да поначеш на нашата кавадаречка, тиквешка јавност, некој збор два. Првен вас да ви се заблагодарам ете за можноста да зборуиме на одредени теми. Молам. Да, ето, едноставно да им се заблагодарам на сите кавадарчани што ги знам и што не ги знам, што па се навраќаме на моабетот, сметам дека кога дојде крајот на некој период животни, ваков, наков, најмногу се памти кој каков човек бил. Да. Тоа е Јас, кој е бил какав ракометар, спортист, сето тоа е минато. И да ти новите генерации, да ти новите момци, така да едноставно сметам дека повеќе тоа се памти, како човек си бил и така ќе те дефинират кај животот. Јас сметам дека сум бил еден од добрите, сметам дека сум покажал што значи почит кон луѓето и кон културата и кон државата и кон јазикот. Се надевам и би сакал да секој странац кој дојде се движи по тие насоки заради тоа што ви тоа го заслужувате како луѓето. Бидите ми здрави, чувајте се, да ни трае тиквеш, да ни живее тиквеш, тоа е тоа. А ние ќе се сноѓаме како знаеме и умееме. Фала ти, брат, за преубавите зборови. Знам дека идат директно од срце, знам дека идат искрено. Јас многу би сакал до година пак да се гледаме, да се дружиме, значи, како што кажа, истекува договорот и дека ќе најдете еден заеднички јазик со управата на Тиквеш, дека пак ќе се дружиме, ќе се радуваме и на успеси и на неуспеси, ќе бидеме заедно. Фала ти што си прекрасен човек и ти, убаво кажа, ракометот еден ден, нели, Страхиња ќе кажа дека бил ракометар, ама тебе многу почити значи тоа што го лафеме јас и Цимо, дека многу луѓе те ценат пред се како човек. Да си ја поздравиш дома фамилијата, да ги избушкаш и изцункаш черките од нас. Фала. Да ми бидете живи, здрави и ви, па да се видиме така вака по кафенија, по Тоа кафичи. секако. И у салата. И секој. Фала ти и од мене. Што дојде, не ставате толку лепак, пошто тренерките и шорците сите ги излепиме таму да салата после вас. Ти па играеш, а? Игра, цело време игра. По свадби игра, на утакмици игра, се игра. И како што кажа Цимо, остани ти у добро здравје. Верувам дека се најдем у насип за уште некоја сезона у Тиквеш. Затоа што и Тиквеш со Страхиња и Страхиња со Тиквеш така ги личи. Ние ќе се најдеме секогаш, така да. И на секој начин, така да. Тоа е тоа. Има и уште две утакмици останаа, нели? После тоа има и убав заслужен одмор летен. Да. Па да се видиме заедно за убаво, а вас ви посакувам исто да ми останете у добро здравје. Се надевам дека го погодиме пак гостинот. Можам само да ви порачам дека имам уште некоја емисија до крајот на оваа прва сезона и ветуваме дека и до самиот крај на сезоната ќе викаме убави, интересни гости со кои што е вака ќе си правиме пријатен муабет без оптеретување, без политика, без тешки муабети. Едноставно е вака лежерно, убаво, фино за и ви да се осеќате убаво како што ни тука се осеќаме и како што вие саат нас не мине буквално вака. Во добро здравје ве оставам и се гледаме следната емисија. Тоа е тоа. Фала ви, што да ви кажам. Брату, Не си ме засмејавал многу, сум